Драги Рашковски, поранешниот прв соработник на премиерот Зоран Заев, иако во куќен притвор, слободно шета низ Скопје. Она што е чудно, иако притвореник, тој низ скопската населба аеродром се движи без било какво полициско присуство, што треба да е задолжително кога притворено лице мора да оди било каде, додека мерката е на сила. Од МВР информираат дека причината биле здравствени проблеми, поради кои поранешниот владин генерален секретар добил дозвола од судот за слободно движење. Драги Рашковски има дозвола од Основен кривичен суд Скопје 1 со која поради здравствени потреби му се дозволува да се оддалечи од домот, за да оди во точен период од денот да ја добие здравствената услуга. Дозволата е за точно определени денови. Во останатиот период од денот, освен периодот од неколку часа кој му е дозволен од судот, Драги Рашковски ја почитува мерката. Конкретно од денеска се направени 2 проверки од полициски службеници на СВР Скопје и Драги Рашковски ја почитувал мерката која му е изречена. Но зошто Рашковски се движи без полициско присуство е нејасно, дека тој добил дозвола за слободно движење иако е притвореник. Од медиумите дознал неговиот кум, премиерот Заев, сепак знае дека тој имал дозвола поради здравствени причини. Соопштија правосудните органи и МВР дека има дозвола од суд во точен период кога да оди на лекар и тоа го прочитав од медиумите. Значи ниту знам јас зошто е виден да оди слободно или не, така да знам дека има точно предвидено со решение на судот кога оди на лекар заради здравствени потреби, точно колку пати во неделата, кој ден од денот. Ваквата одлука на судот, за која јавноста дознат како беше објавена фотографија од Рашковски, отвори многу дилеми пред се околу двојните аршини на македонското правосудство. Пред само 10 дена посторена сообраќајна несреќа се дозна дека на слобода, иако осуден бил и Зоки Кичеец, а во исто време иако со лекарска документација и понудена милионска гаранција, бизнисменот Јордан Камчев се уште е во шутка. Слободното шетање на Рашковски предизвика бура реакции во јавноста. Да се подсетиме дека Заев и за софтверот на Рашковски тврдеше дека е набавка по закон. Нема правна држава додека Заев тужи, Заев суди. Рашковски не смее да оди на лекар без спровод, сам може само од дневна во веце да се движи. The end. Рашковски, Боки од домашен притвор и Кичеец од затвор влагаат во силбо. Инаку Рашковски е осомничен за набавка на софтвер за потребите на МВР, која е негова лична иновација.